Работници и машина за длабинско дупчење на земјата на повеќе локации започнаа со земање примероци од почвата за да се направи испитување на нејзината структура. Со тоа стартуваа истражните работи на трасата каде што треба да поминува новиот експресен пат од Штип до Кочани. Дупчењето на земјиштето се врши на локации во општината Чешиново-Облешево со оглед што најголем дел од делницата катастарски се наоѓа на нејзината територија. Според проектот, должината на патот ќе изнесува 26 километри, а планираната сума за изградба е околу 53,5 милиони евра. Првичната замисла беше експресниот пат да се прави со надградба на постојната делница меѓу двата града, односно со додавање по уште една коловозна лента. Сепак таа беше отфрлена откако во јавност се крена прашина, поради тоа што во населените места низ кои сега поминува ќе се создадат така наречени тесни грла. Затоа беше направена нова варијанта со поместување на трасата кон север, односно на работот Кочанската котлина, за што потврда дојде и од тогашниот директор на јавното предпријатие за државни патишта. Има сосема нова траса која почнува од Три чешми, има крак кој што ќе води према Пробиштип со Клучка и се завршува во Кочани. Значи неќе биде испресечен патот, ако одевме со проширувањето на стариот пат, имаше доста клучки кои што треба да влегуваат во населените места. И секако ќе требаше да се реконструира целото наводнување и одводнување на оризовите полиња кои што гравитираат кон постојниот патен правец. Затоа решивме и кога ги ставивме финансиските показатели, без оглед што малце е поскапа реализацијата на нов пат, како што кажавме, ќе одиме со тоа. Според најавите, изградбата на патот треба да започне до крајот на годината, за што подготвителните работи веќе се започнати. Изработката на проектната документација е во завршна фаза, пошто ќе следува распишување на јавен тендер за избор на изведувач на работите. Средствата за изградба на експресниот пат Штип Кочани се обезбедени преку заем од Европската банка за обнова и развој.